Во знакот на музиката, веселбата, доброто јадење, зачинето со по некоја чашка алкохол и за жал со звуците на големиот број испукани пиротехнички средства, помина уште една новогодишна ноќ. Тетовци ги преполнија рестораните за прославата на новата 2016 година. Еве каква беше атмосферата во дел од рестораните во Тетовско. Nišeg nema slačeg. Nišeg nema slačeg. Vole me raklija, od uvek si bija, žene si galija i vino si pija. Vole me raklija, od uvek si bija, žene si galija i vino si bija. Pa kaže što imala kasme, stamena, stamena, majka i voda, legnala, legnala. Što imala kasme, stamena, stamena, majka i voda, legnala, legnala. Hajmo! Majka i voda, legnala, legnala, osakala voda, studena, studena. Majka i voda, legnala, legnala, osakala voda, studena, studena. Tikve brale bre, bine peste tikve brale bre, tuđe brale, tuđa svale bre, bre, bre.
Првото бебе во новата 2016 година во Тетовско е женско. Новороденчето ќе го носи името Поема, а е прва рожба на пресречните родители. Поема на свет дојде нешто после полноќ со царски рез и бебето и родилката се во одлична здравствена состојба. Значи, стварно било најубавото чувство што човек може да го искуси. Се што помина во најдобар ред, ја им се заблагодарувам на целата екипа од Клиничка болница Тетово, од гинеколошко оделение. Ние две добро се чувствуваме, одлично можам да речам, така да среќна нова на сите и се најубаво. Денес градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи и директорот на клиничката болница Флорин Бесими беа во посета на новороденчето и мајката. Малата Поема од општина Тетово доби 40.000 денари, бидејќи е најновиот жител на општината и е прв во оваа 2016 година. Значи, како и секоја година, значи тоа што особено ме прави среќна на почетокот на новата година е можноста, значи, да се сретнам со мајката која го донела првото бебе и нормално првото бебе на годината. Оваа година, значи, имаме прво бебе девојче која се вика Поема, значи едно убаво лирско име, да кажам. И се надевам дека тоа е еден добар знак, дека апсолутно тој процес на животот продолжува, без разлика дали се менуваат годините и без разлика колку е тоа лесно или тешко. Сакам да ја користам приликата на сите граѓани на градот, да им ја честитам оваа нова година, да им посакам се најдобро, да им посакам многу здравје и нормално заеднички да работиме, да имаме еден подобар и поразвиен град за кој сме сите заинтересирани. Полицискиот билтен на СВР Тетово за новогодишната ноќ бележи 2 сообраќајни незгоди кои се случиле во Полошко. Во првата, која се случила на автопатот Тетово Скопје половина час по полноќ, се судриле 2 патнички моторни возила БМВ. Во незгодата се повредени возачот на едното возило и 3 сопатници. По укажаната лекарска помош во клиничката болница во Тетово, 3 сопатници се пуштени на домашно лекување, а возачот е задржан на обсервација. Втората сообраќајна незгода се случила на автопатот Тетово-Гостивар во близина на наплатната рампа кај Гостивар во 1 часот по полноќ. Во неа се судриле 2 патнички моторни возила Мерцедес и БМВ. Во сообраќајката се повредени 7 лица, од кои поради видот на повредите 2 се пренесени на скопските клиники. Секторот за внатрешни работи Тетово за изминатата ноќ бележи и 2 нарушувања на јавниот ред и мир. Едното се случило пред угостителски објект во Тетово, а во физичката пресметка биле инволвирани вкупно
6 лица. Второто нарушување на јавниот ред и мир се случило во Гостивар, исто така пред угостителски објект, во кое се пресметувале 2 лица, едно од Чегране, друго од Речане. За среќа нема сериозно повредени лица. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност и студено. Утринската температура се движеше од минус 18 до минус 7 степени, а дневната од минус 4 до 6 степени. За утре метеоролозите прогнозираат сончево време. Утринската температура ќе се движи од минус 8 до 0 степени, а дневната од 3 до 9 степени.